Добре дојдовте назад. Време е за првото гостување на денот, како што и претходно најавивме, што е практично и една од нашите денешни теми. Имено, ако нешто ни покажа пандемијава, страшнава пандемија е колку е важна дигитализацијата, особено за преживување на компаниите, така да кажеме, преживување на компаниите на пазарот. Па токму затоа посакувам добро утро секој утро на Марија Ристовска, проект менаџер во Асоциацијата за e-трговија на Македонија. Добро утро и на вас. Благодарам на поканата. Ви благодарам што прифативте да бидете дел од Добро утро секој утро. Ајде да почнеме со очигледното, да почнеме со пандемијата. Еве, како компаниите кои тргуваат електронски успеваат да се снајдат во овие тешки времиња? Така, како што може да забележиме, верувам дека и по ваше лично искуство, зголемен е обемот на онлайн трансакции, воопшто на онлайн купување. Па може да се каже дека сме, да речам, позитивна точка во целата ситуација со оваа здравствената криза со коронавирусот и може да се забележи зголемен обем и зголемен број на онлайн трансакции воопшто на онлайн купување, како и зголемен раст на самата e-трговија во нашата земја. Така, потребата од дигитализација настрана од пандемијата, потребата од дигитализација пак се покажала како, па да кажеме, се покажала како неопходна за движење напред. Значи, зборуваме дека статистички, дел од компаниите кои предоминантно се потпрени на e-трговија, не само што преживуваат во овие времиња, еве ако ја земеме пандемијата предвид, туку бележат и доста голем прогрес. Колку е ова важно да го разберат пред се македонските компании? Така. Па особено во овие периоди може да се дојде до заклучок до кој степен е битна дигитализацијата на процесите особено, затоа што си нуди своји бенефиции, може да се работи од секаде, нормално зависно од гранката и индустријата, меѓутоа во најголем број од случаите, значи буквално може да се видат бенефитите и особено значајно. Ние во асоциацијата добиваме енормно зголемен број на прашања, консултации, барања за нови продавници и така натаму, со што може да се забележи дека навистина драстично е согледана бенефициите согледани од самата дигитализација на бизнисите и самото нивно работење онлайн. Така. Вие имате практично како асоциација имате и пар проекти. Ајде да разговараме за еден од нив, за дигитални услуги за сите. Так. Да им објасниме на македонските стопанственици бенефитот од ова се. Так. Дигитални услуги за сите, всушност веб платформа, односно дигитално решение, кое што на едно место ги сублимира, односно ги собира бесплатните алатки кои што се нудат за полесно справување со здравствената криза во нашата земја. Потоа ги става на едно место, односно ги категоризира сите онлайн продавници кои што се достапни, нормално по категории, за да може полесно секој граѓанин да пазари без при тоа да бара кој каде, нели, како еден централен хаб. И исто така ги става и опција за плаќање на онлайн сметки, односно на оние месечни режиски трошоци. Практично бенефитите се да се исполни квалитетно времето кое што мора да го поминуваме дома, односно нели ограниченото движење на сите нас овој период. И при тоа има алатки кои што се за сите возрастни групи, буквално има категоризирани се од настани, театар, спортски активности, онлайн учење, работа од дома и така натаму. Така, значи сите оние потреби на некој начин, ке кажеме, сите потреби кои ни требаат едноставно, без разлика дали има вонредна ситуација или не, кои мораме да ги исполниме, ете, за исполнување на времето, ова е навистина интересно, да, дигитални услуги за сите. Ајде да поразговараме малку за другиот проект, за e-commerce for all, e-трговија за сите, да го преведеме. Так, e-трговија за сите или e-commerce for all е проект кој е поддржан од проектот на USAID за развој на деловниот екосистем во нашата земја. Практично станува збор за проект кој се состои од три различни делови исто така.
Првиот дел на кој што моментално работиме е развој на веб платформа, која што на едно место ќе ги содржи сите работи потребни за да се отвори една веб продавница, односно ќе содржи целата регулатива, сите потребни закони кои што на еден потенцијален или постоечки трговец ќе му се значени и битни да ги последува и да ги следи. Начинот за имплементација на онлайн плаќање, начинот и можностите за достава интернационална, домашна, увоз, извоз и така натаму, како и ќе представиме и успешни приказни на веќе постоечки македонски e-трговци. Потоа вториот дел се онлайн и физички лрнатони ги нарековме, тоа се онлайн обуки за дигитални вештини, дигитален маркетинг и останати вештини кои што се битни на некој што веќе има постоечка онлайн продавница, која што нели треба да разработи и да донесе сообраќај практично кажано на својата веб страница. И третиот дел е асистирање при помагање на компании за отворање на нови e-продавници. За овој дел ние неодамна, односно минатата недела, имавме и отворен јавен повик до целата јавност, за да можат компаниите да аплицираат за отворање на свој нов продажен канал, односно канал за e-трговија, каде што ние на 40 компании ќе им помогнеме финансиски и нефинансиски, односно консултативно, за отворање на овој канал и за помагање за пребродување на кризата, иако овој проект е пред кризата и сам има и подолгорочен план и подолгорочно ќе постои, меѓутоа во овој период ќе им помогне и полесно да пребродат кризата и понатаму да ги почувствуваат бенефитите останатите од e-трговијата во целина. Токму така, инаку еве да споменеме, да се надоврземе на разговорот. Голем дел од македонските компании практично имаат своји веб страници, се до некаде активни на ете каналите кои се социјалните мрежи. Меѓутоа, многу ретко кој од нив знае како да се постави за да го привлече, за да привлече онаа таргет група која нему му е потребна како компанија во однос на продуктот кој го пласира и така натаму. Зошто еве овие подготовки кои ги напоменавте, ајде ако може малку да навлеземе во детали, зошто се, па би рекол, есенцијални за особено македонските компании кои според начинот на барем досегашно функционирање се докажува дека ретко знаат како да се постават. Да, во нашата асоциација еднаш годишно се прави обемна анализа, каде што се согледува состојбата на трговијата и меѓу другото се прашуваат и самите испитаници за кои се нивни главни предизвици со кои се соочуваат. Најголем дел од нив се соочуваат со недоволна едукација и задржување на кадар. И поради оваа потреба ние организираме и бесплатни настани, организиравме месечни настани со кои што баш сметаме дека преку едукација ќе им се овозможи на сите трговци, постојни и потенцијални, да можат полесно да се интегрираат кон светските трендови и да применуваат повеќе и повеќе дигитални решенија. Ова што го кажавте е сосема така, значи ке нас владее мислење дека ако некој направи своја веб страница, дека тоа е тоа, и дека окей, супер, сега сите ќе нели преку ноќ ќе се збогатиме и така натаму, меѓутоа воопшто не е така, проста причина што кога некој ќе отвори физичка продавница, дали во рамките на некој трговски центар или самостојно, практично се соочува со известен сообраќај, односно на луѓе кои што поминуваат, да речеме, ако е во рамки на некој трговски центар, кои што поминуваат ради други продавници, па случајно ќе ја видат и вашата и така натаму. Или ако е негде на улица и на прометно место, па поминувајќи ќе ја погледнат вашата продавница. Тоа не е случај кога имате онлайн продавница, од проста причина што постојат милиони домени, милиони различни веб страници и така натаму, па им, ајде не милиони, ама е многу голем број на компании кои што продаваат онлайн. Сега, она што треба да го разберат нашите домашни компании е всушност дека треба навистина многу да се вложува и да се работи во носење на сообраќај, на англиски нели трафик, кон вашата веб страница, за да вие бидете атрактивни, да имате некаква понуда интересна, за да го задржите вниманието на потенцијалниот потрошувач и така натаму. И она што е особено битно е градење на врски со оние потенцијални купувачи, односно начинот на кој што се обраќате, сите оние услови кои што се нудат во однос на, не знам, плаќањето, подигнување на производите и така натаму. Значи тоа се исто така многу битни работи на кои што треба да се обрне внимание.
Накратко, поседувањето на веб страница или веб продавница не е доволно, значи навистина треба многу да се работи и на останатите сегменти, меѓу другото и на комуникација на социјални медиуми, одговарање на мејлови и пред се да се и трговците, значи професионални и транспарентни доколку некој производ го нема или доколку ќе доцни и така натаму, е навистина многу битно да се изгради тој искрен однос помеѓу потрошувач и трговец. Така и се согласувам апсолутно, меѓу другото, еве не е само дигиталниот маркетинг, тука се појавуваат потоа потреби од други IT сектори, ајде ќе ги наречеме IT сектори, како на пример user experience, UX UI. Затоа што да разјасниме, веќе напоменавме пар пати и вие и јас дека голем дел од македонските компании имаат веб страница, буквално сега малку ќе карикирам, колку да излезе, еве видите, имам веб страница, видете што убаво изгледа. Меѓутоа, не сваќаат што всушност купувачите бараат од таа веб страница. Например, дали е лесно достапен бројот, дали имаат добра понуда, да речеме, на самиот изглед, па како треба цел интерфејс да изгледа. Значи, зборуваме за цела наука. Не е буквално колку да се има. И друга работа што е исто така забележлива, впечатлива е дека исто така голем дел од компаниите пак функционираат само на социјални медиуми, а социјалните медиуми се практично само канал. Главниот столб фактички треба да е веб-сајтот, а веб-сајтот треба да изгледа како што треба да изгледа, согласно побарувањата на таргет групата. Точно, да. Значи, се извинувам. Да, не, само тоа сакам да кажам дека практично треба да се работи и после поставувањето на веб страницата, за да се работи на тоа да се носи сообраќај и навистина да се внимава на многу работи, иако вака прва изгледа многу лесно, меѓутоа да, треба да се внимава и на user experience, треба да се внимава и на да се таргетира која ни е нашата таргет публика на која што се обраќаме, треба да се внимава на тонот на комуникација и на социјалните медиуми и на сите останати канали кои што се користат, така да навистина има многу услови, меѓутоа не сакам да обесхрабрам никој, едноставно ако се има љубов и ако се има желба, дефинитивно може да се постигнат успеси. Напротив, не е воопшто за обесхрабрување, туку само потенцирање каде се слабостите, па можеме да се согласиме на грото од македонските компании, каде се слабостите и во кои сегменти треба да се обрне внимание за да имаат поголем успех, едноставно. Так. И повторно се враќаме на почетокот, како констатација, еве би рекол, дека токму пандемијата ја покажа потребата од зголемување на бројот на ваков кадар, на кадар кој се разбира во оваа тематика и кој може да ги решава проблемите на компаниите. Еве конкретно сега зборуваме за оние на македонскиот пазар. Така. Да, тоа нормално дека ќе расте и потребата од ваков кадар. Затоа ние одлучивме, односно неуморно работиме и на делот на едукација и на нашите членки, меѓутоа и на јавноста и константно се бориме кон онаа инклузивна и трговија и кон помагање на што е можно повеќе заинтересирани страни за да научат што е можно повеќе и за да можат полесно да бидат и дел од некои сектори од известни компании кои што нудат и трговијата како услуга. Така. И како за крај имате ли нешто да им порачате еве на македонските компании? Имам дигиталната трансформација е неопходна и дека што побрзо се одлучат да ја прифатат и што побрзо интегрираат веб продавница и трговија во своето работење, тоа побрзо ќе ги видат бенефитите и ќе доживеат успеси. И јас еве се приклучувам кон повикот, држете се во чекор со времето, затоа што имаме 1 милион случаи од огромни компании кои пропаднале бидејќи не го правеле токму тоа, ете конкретно поврзано со дигитализацијата. Имаме тука блокбастери Netflix, например, комбинацијата. Имаме со фотоапаратите, со дигитализацијата, ете така, со дигитализацијата на фотоапаратите, како не се држале во тек со времето и пропаднале, прогласиле банкрот во 2013 година, има навистина доста примери. Сакам да ви се заблагодарам повторно што бевте дел од Добро утро секој утро. Ви благодарам и јас уште еднаш за поканата. Навистина ми беше драго.
и мене и отворени сме за соработка. Ете конкретно го даваме својот општествен придонес на овој начин со тоа што им потенцираме на компаниите да се држат во тек со времето и кои се бенефитите од тоа. Ние остануваме отворени за соработка. Благодарам и вам.